Добро вечер, почитувани гледачи, во продолжение минути кои ни се предвидени за најновите информации од културата. Најпознатата и најуспешна македонска кореографка за современ танц Рисима Рисимкин доби своја монографска книга. Делото на 180 страници е на новинарката Јасна Франговска во издание на ПНВ Публикации. На промоцијата беше нашата колешка Ирена Пепелјуговска-Цветановски. Благодарна сум на сите оние кои ми правеа пречки во кариерата, рече кореографката и професорка Рисима Рисимкин на промоцијата на нејзината монографија Рисима од новинарката Јасна Франговска. Оваа книга првенствено се однесува само на мојата работа, да кажам, како уметник, и во неа се наоѓа целата фактографија на моето творештво и прекрасни фотографии на извонредни фотографии, сите се наведени во книгата. Мислам дека едно капитално дело за мојата работа и навистина заблагодарувам на сите, Министерство за култура и сите оние кои што го поддржија овој проект, бидејќи е нешто што ќе остане сведоштво за идните генерации. Монографијата низ разговор со Франговска и Рисимкин ја представи Јулијана Величковска, главна и одговорна уредничка на ПНВ Публикации. Монографијата Рисима, издание на ПНВ Публикации од Скопје, е една монографија во која што се состои се значајно од 45 годишното работно искуство на Рисима Рисимкин, една од нашите најпознати кореографки во Македонија, која што особено многу се посвети на современиот танц. Јас како издавач сум многу среќна што ја издадовме оваа книга, затоа што верувам во тоа дека нашите значајни луѓе, особено луѓето од културата, треба да ги почитуваме, да ги цениме и да им изразиме почит и да го славиме нивното дело и нивните успеси, додека се тука меѓу нас, додека се уште активни, затоа што верувам и дека тоа и ним многу им значи, но и дека ќе ги поттигне за понатамошна работа, затоа што верувам дека имат уште многу што да дадат. На 180 страници опфатени се сите значајни аспекти од 45 годишната кариера на Рисимкин, од самите почетоци како балерина, предизвиците со кои се соочувала, до големите успеси што ја дефинираа како истакната кореографка од областа на современиот танц. Тоа не е приказна само за творештвото на Рисима, туку е приказна за духот на времето во овие 40 години, кога независната сцена постојано се борела и се уште се бори за простор. Благодарение на огромниот лавовски ангажман на Рисима, балетската сцена доби независен простор, доби независни танцови компании, доби генерации на танчери образувани надвор од стандардите на шпицпатиките, образувани според моделите на работа на модерниот балет, доби катедра, доби танц театар, а мислам дека е тоа голема заслуга зашто независната сцена е придвижувач, забрзувач на културната еволуција на секоја средина, на секоја обштествена средина, не само културна. Рисимкин, која е основач на катедрата за современ танц на Универзитетот Гоце Делчев во Штип и на Скопје танцовата академија, зад себе има и 40 меѓународни гостувања. Рече дека кај нас современата танцова сцена се развива последните 30 години и дека во моментот може комплетно да се носи со светската сцена, освен во однос на средствата. Изложбата Рацете на традицијата на авторката Елизабета Марковска е поставена во Музеот на македонската борба за самостојност во Скопје. Во соработка со најмалиот етнолошки музеј во светот, во село Джепчиште, изложбата е посветена на традиционалните занаети, нивниот пат од минатото кон современоста, таму каде што наследството се претвара во дела. Преку изложените предмети и фотографии, посетителите имаат можност да ги откријат приказните за секој рачно изработен предмет, да ги запознаат мајсторите занаетчии и да почувствуваат како преку нивните раце традицијата добива нов живот. Изложбата Рацете на традицијата е отворена на 1 декември 2025 година во просториите на Националната установа Музеј на македонска борба Скопје. На самата изложба изложени се 95 музејски предмети,
собственост на колекционерот Симеон Златев од најмалиот етнолошки музеј во светот Целос Џепчиште Тетовско. Исто така, покрај изложените занечески предмети и производи, ексклузивно се изложени и 20 документирани фотографии на занечиите од минатиот век. И самата изложба ќе биде отворена 2 недели, односно до 15 декември 2025 година. Меѓународниот музејско-истражувачки проект Фотографии Арсовски на Загребскиот музеј на уметности и занаети, реализиран во соработка со Македонскиот културно-информативен центар во Загреб и Музејот на град Скопје, се вброи меѓу 3 најдобри меѓународни проекти за годишната награда на ИКОМ Хрватска. Овој успех на проектот Фотографии Арсовски е силна потврда за капацитетот на македонската културна дипломатија да комуницира со меѓународната јавност и да биде дел од современиот диалог за промоција на културните вредности, продлабочување на меѓународната соработка и културните врски помеѓу Македонија и Хрватска. И со оваа информација ги завршуваме вестите од културата. Ви благодарам на вниманието.